Расте притисокот врз македонското малцинство во Албанија пред престојниот попис да се декларираат како бугари. Бугарски пасоши се нудат како на пазар. Председателот на Македонската алијанса за европска интеграција вели дека ова е многу профитабилен бизнис таму. Македонците кои живеат во Пустец, Врбник, Голо брдо во последниве години се изложени на агресивна кампања за асимилација, вели Стериовски. Бугарската агресивна кампања, посебно пред пописот, нема да не поколеба и повеќе од убеден сум дека каде и да живееме во Албанија ќе се изјасниме она што сме. Македонци, ние живееме на границата со Македонија, каде живеат нашите браќа. Еве гледајте, на оваа страна се македонци во Македонија, на другата е исто така. Преспа Грција и таму живеат македонци. Ние тука сме староседалци. Не сме дошле од друго место и затоа не можеме да бидеме бугари. Во меморијата на македонците кои живеат во Албанија неизбришливо стојат масакрите кои ги направиле бугарските окупатори за време на окупацијата на Албанија во Првата и Втората светска војна, кога репресиите биле најсилни токму врз македонците. Тој во изјава за Euronews на албански јазик вели дека за бугарски пасош припадник на македонската заедница може да плати 5000 евра, додека албанците плаќаат по 25.000 евра. И покрај тоа што дел од македонците таму добиле бугарски пасош, не се откажуваат од македонската националност, вели Стериовски. Не никогаш. Македонците што добиле бугарски пасош, а се малку по број, никогаш не се откажале од македонската националност. Во Албанија има илјадници албански државјани кои аплицирале за бугарски пасош, повеќето од нив се со албанско потекло, кои овој бугарски пасош го извадиле со наплата на голема сума пари, за да ги користат привилегиите на Европската унија. Иако на последниве 11 пописи кај западниот сосед, ниту еден жител не се декларирал како бугарин, државниот врв на Бугарија ја принудува Албанија да признае бугарско малцинство. Во пресрет на пописот во посета на најмакедонските села Голо брдо и Голем Острени беше дури и подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова за да отвори бугарско училиште.